Информациите стигнуваат до вас. Злосторниците дошли за кратко време, меѓу 5 и 10 минути ги ликвидирале сите петмина. Ова се случило во четвртокот околу 20 часот кај Смилковско езеро, рефираат извори од МВР. Убииците пукале со 3 типа на автоматско оружје. Предпоставките се дека 4 момчиња се подготвувале да заминат од езерото. На тоа според МВР упатувало што телата биле подалеку од водата, веднаш до нивниот автомобил кој бил ставен во позиција на тргнување. До момчињата се најдени нивните риболовни трски. Потоа убииците се свртеле кон петата жртва, 45-годишниот рибар, исто така според МВР се подготвувал за заминување. На 100 метри од местото каде се убиени младите радишанци е најдено телото на петата жртва, покрај автомобилот со дигната задна хауба и запалени светла. Првиот повик на 192 било околу 22 часот и 15 минути. Јавувачот рекол дека оддалеку видел четворица како лежат покрај езерото и дека полицијата можеби треба да провери дали се пијани и како име. 15 на минути подосна уште еден повик. Ноќни рибари ги откриле телата и шокирани пријавиле на полицијата. Организирана група од добри и ладнокрвни стрелци, но идентитетот уште не е откриен. Станува збор за монструми кои треба да одговараат поединечно, без разлика на која нација припаѓаат, смета премиерот Никола Груевски. Треба да одговара тој што го сторил делото. Ако е целта на некој преку ова да ни создаде раздор и меѓу себе да се тепаме македонци со македонци, македонци со албанци или не знам со кого, да знае, да му порачаме дека оваа држава е зрела, дека овој народ е зрел и дека овој народ нема да дозволи некој да го втруднува во такви сценарии. Од МВР и натаму информираат дека истрагата напредува и дека во нејзин интерес не може да се даваат детали. Анализите на многобројните докази траги најдени на местото на злосторството и на автомобилот Opel Omega се долготрајни, бидејќи станува збор за хемиски процеси кои се долги и по 48 часови. Opelот Omega и натаму останува најопипливото нешто откриено и поврзано со убиството, бидејќи трагите најдени во него имале ист хемиски состав како и теренот околу езерото. ДНК анализата и балистичкото вештачење дале првични резултати кои не се откриваат во интерес на истрагата. Сите соседни полиции и служби декларативно дале поддршка и понудиле помош во истрагата, додека конкретната поддршка изостанала, велат во МВР. Од полицијата потврди дека се проверуваат снимки од безбедносни камери кои или граѓаните сами ги понудиле или пак биле побарани, за да се открие дали има некој корисен траг на нив.